Пчеларите лесно ќе го разликуваат од така да речем домашниот стршлен кој што кај нас постои со векови, бидејќи тој е многу помал, минијатурен во однос на овој новиот кој што доаѓа од Азија. Втора разлика помеѓу едниот и другиот во бојата на главата на челото. Новиот стршлен, азискиот стршлен е нешто како портокалова боја на главата горе, а нашиот што го имаме тука е нешто како лимун боја, да кажеме. И втората работа е што е огромен, негде 6 до 7 сантиметри е. Тој многу се разликува од постојниот стршлен што ние го имаме овде во овој момент во Македонија. Кажете ми, какви штети прави овој инсект? Па ако речеме дека ги напаѓа и луѓето е огромна штетата, а кај пчеларите е па двојна штетата. Прво и основно ги напаѓа пчеларите, бидејќи тие се, така да речем, ангажирани околу своите пчели. И втора работа ги напаѓа и пчелите. Не знам дали му е единствена храна, али огромниот дел од неговата исхрана се состои од земање, крадење, јадење на пчели кај пчеларите, и тоа јаде по 40 пчели на сат. Тоа е огромна загуба за пчеларот, за пчеларството на Македонија, воопшто за пчеларството во светот, и тој стршлен е напаст и во едниот и во другиот случај кога се работи за убот на човек, кој што може да биде и смртоносен. А со оглед на тоа дека нашиот стршлен, стариот стршлен, овој што го имаме во Македонија, не напаѓаше луѓе сем ако не го предизвикаме, овој се разликува и по тоа што напаѓа човечки суштества и без да биде предизвикан со било која постапка на човек. Првим да зборуваме за тоа како ние луѓето да се заштитиме. Има ли некаков начин да превенираме? Дали со некои спреови, со некои масти? За сега, за жал, не знаеме многу во тој дел, бидејќи се работи за нешто што е непознато за нас, кое престои во доаѓањето. Ние јако имаме по некој абер од негде, од некој пчелар дека е видел таков стршлен, меѓутоа, ако се појави во поголеми, да кажеме, бројки и го има на теренот докажано дека постои, тогаш сигурно дека и пчеларството и министерството под кое спаѓа ние земјоделието, али и здравството ќе мора да земат заеднички активности како би могле да се справиме со таа наезда на еве вака опасен стршлен што ни доаѓа. Господине Бошковски, што е со пчелните семејства, гнезда? Вие сте претседател на Сдруженијето на пчелари во Македонија. Има ли начин како да ги заштитите? Навистина, сега само може да предпоставуваме. Односно, знаете, стравта е најчесто од тоа непознавање на непријателот, така да речем во овој случај, да кажеме. Ние тој стршлен не го познаваме и не знаеме што се да превземеме. Единствено, стравта не тера да размислуваме и да бараме излезни решенија, кои излезни решенија пак ќе речем, ќе мора да бидат поврзани и со државните органи, како што е Министерството за земјоделие, од една страна, од друга страна Министерството за здравство и така натака, кои што на еден или друг начин се заинтересирани едните за едно, а здравство и за здравието на луѓето. Знаете, од овие рани што ги прави овој стршлен се огромни, во димензии како да поминал некој куршум со помал калибар низ раката или главата, кај што е убодот од тој стршлен. Како што кажав и на почетокот, веќе во Канал 5, значи се јавија некои луѓе за да предупредат дека е присутен овде во Македонија. Дали до вас стигна некакви информации за овој азиски стршлен? За жал до сега немаме такви сознанија, меѓутоа пак јас велам дека можда и има, ама треба да го докажеме. Знаете како оди, докажувањето е многу важен момент во постоењето на секоја работа, да кажеме. Ние треба тоа да го детектираме, да го најдеме, да го одвоиме, да го презентираме и тек тогаш ќе го установиме дека во Македонија го има и постои, да кажеме. Сега за сега немавме, да не беше ова ваша телевизиска анимација и другите телевизии и така натака. Ние пак ќе, така да речем, ќе летаргично си размислуваме што далеку е Словенија, далеку е Шпанија, далеку е Франција од нас. Меѓутоа, знаете, брзо се движат работите во Европа и во цел свет, да кажеме, не е ништо чудо и кај нас да евентуално ги има во некои краишта, али сега за сега го нема во големи бројки за да може населението да биде, да кажеме, во паника или во страв. Сепак велам, ние и од Сојузот на пчеларски здруженија на Македонија, ама и како пчелари, и од друга страна институциите во државата, сигурно дека ќе излеземе со евентуално други дополнителни информации доколку констатираме дека е присутен во овој момент во Македонија.